Алергиите кај најмладата популација се во подем алармираат лекарите, според кои родителите не обрнуваат доволно внимание на тоа. Едно неодамнешно истражување на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле во Скопје, спроведено врз 440 пациенти на возраст од 2 до 18 години со клиничка манифестација на алергиски ринитис, покажало кои се главните причини за неговата појава. Студијата се спроведе со така наречениот skin prick тест, тоа е кожен тест кој што се применуваше на рачињата на дечињата со 10 најтипични аероалергени. Што докажавме? Докажавме дека алергенот домашна прашина е број 1 алерген кој што ги прави овие клинички манифестации кај нашите испитаници. А што е алергиски ринитис? Тоа е кога кај децата се јавуваат симптоми на чешење или затнат нос, назална секреција и обструкција. Потоа често кивање, често гребење или чешење во грлото, во ушињата, и кога е пропратено веќе и со симптоми на очињата, како што е солзење од очињата, црвенило на очињата. И аерозагадувањето, односно високата концентрација на PM честички во воздухот, влијае врз здравјето на децата. Речи се и да нема град во државата каде да нема аерозагадување, предупредуваат лекарите. Сето тоа влошува состојбата во смисла на алергиите посебно и на белодробните промени кои што ги чувствуваат после децата. Секаде веќе загадено, ако па не е загадено, вака имаме треви што цветаат, дрва што цветаат, имаме и од тоа алергии. Сега алергиите се многу зголемени и точно тоа е резултат на тоа загадување, глобално затоплување. Аерозагадувањето се смета како еден од тригер факторите за ризикот за појава на рана алергија. Аерозагадувањето, значи во оние градови каде што има аерозагадувањето, можно дечињата да бидат многу поподложни на алергии. Кај дечињата со астма, тоа навистина може да ги донесе децата во еден сериозен астма напад. Скоро сите градови кај нас во нашата држава се загадени, поготово зимниот период, таа концентрација на тие PM честички е навистина многу алармантна. Испитувањето покажало дека и алергискиот ринитис со голем број на алергиски коморбидитети има значително влијание на квалитетот на животот и училишните перформанси кај децата, затоа тие треба да се третираат соодветно и навремено, бидејќи ова болест дава широк спектар на компликации уште во најрана возраст, велат лекарите. Целта е да се најде точната диагноза, ефективен третман и целосна контрола на болеста. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.